Прости, брат. Изгледа дедо во незгодно време. Каква работа има? Обвинителката Лейла со мене. Добро оди си ти, Лаво. Да не погрешивме некаде, бе. Господине, во диаметар од 5 милји ги проверивме сите бродови кај че ни обали. Не најдовме трак. Не е можно да е жив. Не прашав што мислиш. Ако е мртов, донесете ми го лешот. Се додека не ми го донесете лешот, ке сметам дека не е мртов. Секако. Агентот за разузнавање од амбасадата не повикал. Во врска со смртта на Жозеф, ке ви спрашуваат. Сигурно нема да ве остават намирани вас. Ви кажав што треба да кажете. Убаво запомнете. Кажете се што треба да кажете. Секако, господине. Треба да се излечи ранава. Види, ја друга работа немаш. Моли се да е жив додека да дојде шефот. Може би нервозата ќе ја пукне на него, а не на тебе. Ладно му е. Имате ли да додадете уште нешто? Се додека не ве повикаат во мирување ќе бидете. Се враќаме? Се додека не се реши случајот во Истанбул ќе останете. Дојди кај мене.
Има ли некоја новост за Полат Алемдар? Нема, господине. Повлечете ги сите негови луѓе. Господине, ќе створиме дипломатска криза со турците. Не е страшно ако ги извадиме од Турција. Ке ги префрлиме во базата во Романија. Јас ке се погрижам за надлежните. Добро, господине. Обвинителка има новости. Жозеф Бел е убиен. Кога? Господице, губиле додека бил на состанок со Полат Алемдар на јахтата. Американците веле дека Полат Алемдар го убил. Врз основа на што? Имало и сведоци, господице. Во моментот на атентатот Шамир Хеброн бил таму. Кој им земал изјава? Американците им земале. Исто така им пренеле на колегите. Шамир Хербон, донесете го тука. Да му земеме лично изјава. Дали има некоја новост за Полат? Не, господице, и тие го бараат. Како па да не? Зар смеат и тие да го бараат? Запрете ги. Ова не е америчка колонија. Што ти е, човеку? Барем ти крени слушалка. Во моментов телефонскиот број е недостапен. Ве молиме, обидете се повторно. Каде си бе, брат? Ерхан! Джахид! Оставете ме! Што се случува, бе? Кој се вие? Остави ми! Полат Алемдар каде е? Во мојава душа. Ако си толку моќен, искорни го, земи го. Абе, што правите вие? Абе, што правите ме? Извади го тоа! Ќе ви ги распукам главите! Ќе ви пукам у глава! Извадете го тоа, бе! Не смеш да ми кажеш. Не смеш да ми кажеш како јас треба да работам. Наш надлежен е убиен, мора да дадеш изјава. Абдул Хејчован кога ќе дојде во Америка, ќе му земете изјава. Ако не си заминете, ќе ву апсам. Извадете ги. Што мислиш дека правиш, бе? Немаш ти сила да не запреш. Трни се. Абдул Хелчобан ако побегне, ти ќе бидеш крив за тоа. Не е тоа моја работа, бе, глесија ти твојата.
Повели, тата. Благодарам, Керко. На здравје. Елив душа, спремив од сендвичите што ги сакаш. Ајде дојди да јадеме. Убава, Керко, нема се заблагодариш. Појадењето ќе се заблагодари, тата. Во мојот канал, за мојот зет, за вашиот кандидат за председател, сакате да кажете дека ја убие, зар толку ли сте храбри? Господине, младите пријатели збрзале сакајќи побрзо да ја известат јавноста за овој случај. Кој ја кажал веста? Господине, ја поправи веста. Се трудам да ја поправам. Господине, ако го најдеме Полат, ќе имате голем престиж. Излези надвор! Повели, тата. Инджи, знаеш нешто за Полат? Зошто? Што се случило? Керко, Жозеф е убиен. Полат е исчезнат. Него ќе го обвинат. Тато стори нешто. Инджи, мора да дојдеш пред да се зголеми тензијата. Американци веќе сторат се што можат да го добијат Полат. Тато, зар нас ке не испрашуваат за Полат? Керко, Жозеф е убиен. Ако треба 70 милиони луѓе ќе бидат испрашувани. Тато, дојдо. Инджи, одиш од таму. Тато, помогни ми. Инджи, ало? Ало? Тато, немој. Што се случува, Керко? Тато, американците трагаат по Полат. Дојдоа да не одведат. Што крие Елиф? Јас ќе зборувам со нив. Тато, нема да те послушаат. Стори што ти велам. Инджи, што се случува? Повелите? Полат Алемдер го бараме. Не е тука. Дојди, Еливче. Немој да си писнала. Дојди. Ајде, Злато. Може да провериме. Со кој е право? Е смеете. Лези ту. Истражете ја куќата. Секој делче посебно проверете го. Господине Омер! Господине Омер!